Дејан, ние продолжуваме со некаква утринска, како да кажем, утринско разгледување на се она што има по медиумите и по агенцијските вести. Морам да кажем дека малку е тенок денот, тоа се главно за вчерашни теми. Макрон доминира со тоа, ќе прави, нема прави, како вид на влада ќе прави. Гледам дека и во Украина се вестите прилично стари, освен она сега малку компликажа околу Калининград. Се чини дека тоа, како да кажем, некако како да избива потенцијална како тема, бомба од која може да излезе Трета светска војна. Ќе ми дозволиш, морам да бидам слободен во тој израз, но да резимираме. Долго очекуваните и долго најавуваните самоодни артилериски орудија или самоодни топови германски, кои се многу едни од најдобрите се, така барем велат експертите, нели пристигна во Украина, тима доме до 40 километри да стрелаат, затоа и колешката рече дека со голема среќа и очекување пристигна, се трупа оружје што не е за радост. Морам да признам, бидејќи што повеќе има оружје, тоа значи дека ќе има и повеќе човечки жртви. Градот Херсон, кој е најјужно доле и кој е на патот кон Приднестровје и Молдавија, се предаде веднаш и оттаму и повикот на украинската влада тие некако да се евакуираат луѓе таму, бидејќи се смета дека една од можните опции на Путин е поаѓање токму од Херсон кон Одеса и поврзување со Приднестровје. Тоа е едната варијанта која одамна се зборува, но се чини дека неуспехот на Путин на теренот може да отвори две потенцијални опасни жаришта. Едното е Молдавија и Приднестровје и второто е токму Калининград и блокадата на Литванија, која согласно мерките на Европската унија забрани Русија и Литванија имаат меѓусебен договор да преку еден железнички коридор се снабдува Калининград, градот каде што има околу милион и пол жители, ми се чини, каде што има околу 200.000 руски трупи и се останато што има. Големо пристаниште, да се снабдува. Значи не сме да се снабдуваат со метали, со технологија и останато, но прехранбено можат. Сега се стравува дека Путин изнервиран или можеби притиснат во зид, поради сите овие работи би можел да отиде на едно лошо сценарио, а тоа се вика зазимање на еден коридор наречен Сувлаки, кој се смета за Ахилова пета на НАТО. Зошто тој регион е копнен дел помеѓу границата на Литванија и на Полска, која со некои меѓународни закони е екстериторијална, ничија земја. Кој ќе го заземе тој дел, ќе го контролира делот околу Приднестровје. За да ја направи еден копнен мост, Русија може да се дрзне и да го заземе тој дел. Тогаш НАТО веројатно нема да го активира членот 5, бидејќи тоа не е територија на НАТО, така да може да дојде до едно сценарио кој го гледавме 99-та, кога се тепаа за Приштинскиот аеродром, ако се сеќаваш, кој попрво ќе направи десант, дали британските трупи или руските, па тогаш руските успеа да го заземат Приштинскиот аеродром, но за кратко, подоцна и се повлекоа. Така да се оди на варијантата дека може Путин да ја искористи оваа стратешка можност и тоа се смета за некаква Ахилова пета на НАТО. Ќе видиме како ќе изиграат војнички, дали ќе го применат тоа. Во спротивно, Калининград ќе биде во блокада, а ако биде во блокада, сега може да кажеме во каква блокада, ова ти што го говориш, таму нема да се умира за јадење и пиење. Не. Биде во блокада ние зборуваме блокада за оружје, метали, технологија. Бидејќи Русија го користи Калининград за увоз на работи кои што се под блокада пак на Европската унија за самата Русија континентална. Да, и јас не би сакал да ги плашам нели гледачите, пошто не можам, не сум ни толку доволно информиран, но она што го знаеме за Калининград е дека уште од времето на студената војна таму има нуклеарни боеви глави и оттаму повторно велам, не знаеме. Што е разликата дали се во Калининград или се на 50 километри понатаму на руска територија? Затоа што имаат многу стратешки и финансиски интереси. Не говорете, ама не разбирам со нуклеарни глави. Руси има доволно нуклеарни глави, сите страни, ги биле во Сибир, кои ќе полетаат, се смета дека ова е потенцијална нова опасност се раѓа. И сега се смета и дека аналитичарите велат дека Русија можеби ќе се дрзне
стигне да оди до крај, па да направи воздушна блокада над Јас всушност и Литванија. понатаму Дејан не успеам да разберам што е излезното сценарио на Русија. До која точка треба ова да оди, до која точка на освојување ќе се застане, дали и понатаму е цела Украина да се не успеам не да знам, разберам тие- трае, се трупаат трупи во ред, еве Херсон, не Херсон, те Одеса, не Одеса. Уште колку ова, може се точни проценките дека ова со години ќе биде. Има неколку сценарија, но едно е сигурно, ќе се вратиме на Макрон. Секогаш почнуваме и завршување. Макрон излезе со, јас ќе бидам слободен, со еден предлог, дај да го нараниме зверот за да се смири, бидејќи овака гладен ќе продолжи. Тоа е баш ало тактика. Да, алудирајќи на повикот кон Украина дека може би треба да се откаже од некои Се територии. нарануваше и еден друг звер пред едно 70 години и тој звер на крајот Се покажа донесе дека- до светска војна, баш со таа стратегија треба да се нарани зашто ќе се смири. Се смири кога влезе во Париз. Затоа- и пратиме оние од Трокадеро, оние фотографии. Отаму и беше ова додека ние снимавме како Неретва се и шета Сутјевска, и да. филмовите, како се шета и по Елисејските А другиот дел полиња беше и по- Вишиевски, така да. така што тоа ранењето на Зато зверот го вративме има на и друга Крон. стратегија, има зверот да се затвори во кафес, па за да не представува опасност. И таа стратегија треба да се види и да се размислува. Она што го гледам во меѓународната заедница, Сашо, морам да го признам, посебно во европската, е дека лекуваат последици, а не причини. Значи, тие сега ќе имаат, ќе имаат сојузниците состанок, треба и Бајден да дојде, веројатно нешто ќе се договараат. Повторно, ако приметуваш, Бајден е повлечен, Да. повлечен е, ги остава европјаниве, а европјаниве, ја можам да бидам слободен, кажам, брљават со целава приказна. Добро. Ајде да не се впуштаме сега во многу понатамошни, така да кажам, лесни анализи. Компликувана е целата работа, ќе видиме како Сега ќе се сме развива. во точка на ова, да видиме дали ќе се оди на третата фаза на руската специјална операција, а тоа е, ќе повторам, Преднестровје и ова околу Тие да Калининград. може ќе отиде и предходно Бидејќи работата. има една- Што име се, има ги четврта фаза. Епа, 8 часот и 30. четвртата фаза ќе биде од Белорусија и Одеса да се стави Галиција и оној дел околу Петата Лавов фаза е под блокада. да Путин влезе во Париз со римските Да, и на Айфелова кула императорски да се- и овие венци околу главата и да ја освои цела Европа. Добро, ќе се да вратиме на тоа. Имаме уште време, за жалова ќе трае, ќе може да анализираме уште разноразни развои кои што сега може би не може да се предвидат.